Плата без да се доаѓа на работа, гориво за сопствени возила и исчезнати компјутери. Ова се дел од неправилностите во работата на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците во време кога ресорот го водел Артан Груби. Пропустите ги открива извештајот на Заводот за ревизија која анализирал работата за 2023 година. Според ревизорите, над 60% од вработените во Министерството земале плата без воопшто да работат. За 61% од вработените исплатата на плата се врши без да се обезбеди доказ за присутност на работа и за полно работно време и покрај воспоставената електронска евиденција на работното време за вработените. Сомнителни трошања се утврдени и при одбележување на годишнина од Охридскиот рамковен договор и Денот на албанската азбука. Министерството немало документи за покривање на трошоците за скоро 85.000 евра. Нема податоци за број на гости, ноќевања или ангажирани експерти, па не може да се утврди како се потрошени парите. Според извештајот не се штедело на финансирањето здруженија и фондации. Во една година биле распределени 320.000 евра, но без контрола како се трошеле парите. Од вкупно 33 здруженија и фондации, половината или 17 од нив треба да извршат поврат на средствата во буџетот на државата во износ од 19.000 евра, од причина што не доставиле докази за трошењето на средствата. Неправилности има и кај тендерите. Фирмата што ги сервисирала возилата понудила исклучително ниска цена за работен час од 0,01 денар, ама деловите ги наплаќала неколку пати повисоки од пазарните. Во меѓувреме неконтролирано се точело гориво. Со пари на Министерството се полнеле резервоари, ама не се запишувало чии биле возилата. На име трошоци за нафтени деривати, исплатени се средства во износ од 516.000 денари, без да се врши контрола на регистарските таблици, поради што овозможено е моторни возила кои не се во сопственост на Министерството да полнат гориво. Ревизорите посочуваат и дека за одржување на системот за ладење и греење на објектот биле исплатени 10.000 евра, ама без евиденција какви услуги се извршени. Дополнително од Министерството исчезнале 30 лаптоп компјутери, а се изгубила и трагата на побарувања во вредност од 34.000 евра кои ги земале вработените, но не е јасно по кој основ и дали се вратени. Извештајот на ревизија доаѓа по една недела откако Груби, кој во анализираниот период раководеше со Министерството за политички систем, беше уапсен на граница и во домашен притвор го чека обвинението за злоупотреби во државната лотарија. Зоран Јаневски, Сител телевизија.